Поранешни сегашни амбасадорки од Балканот формирале неформален клуб на моќни жени во Вашингтон. Првата амбасадорка на Македонија во САД, Љубица Ачевска, ја покренала оваа иницијатива, а долгогодишната косовска амбасадорка Влора Читаку била координаторка. Сегашна активна членка во клубот пак е грчката амбасадорка Александра Пападополу. Клубот е многу активен, многу важен и има различен пристап кон работите. За жал, сега се среќаваме преку Zoom, немаме состаноци лично, но се надевам дека ќе почнеме да се гледаме наскоро. Сепак и сега споделуваме пораки преку цел ден. Клубот денес има амбасадорки од 28 држави, од кои 9 представуваат претежно муслимански земји, меѓу кои Јордан, Мароко, Либија и Саудиска Арабија. Меѓу себе си се нарекуваат сестри во дипломатија и заеднички организираат настани, средби во Конгресот со представници на американската администрација, со поранешни и сегашни високи официјални лица. Клубот е од голема помош. Јас доаѓам од држава која го поддржува напредокот на жените, но има држави во светот каде женските права и позиции побавно стануваат дел од владината политика. Овие колешки се соочуваат со поразлични предизвици од моите, затоа е многу важно да се споделуваат искуствата. На шега вели дека балканското лоби не е толку видливо колку што е моќно и додава дека би сакала да соработува со идниот македонски амбасадор во Вашингтон. Една од темите, вели таа, би била и борбата против дискриминација на жени. Дискриминацијата е голема тема, особено во денешното општество. Мислам дека сите треба да придонесеме со цел да елиминираме секаква дискриминација против кој да било. За клубот на жени амбасадорки во Вашингтон има и книга. Авторката Сузан Слоун вели дека книгата помогнала да влие врз подобрување на родовата еднаквост ширум светот. Each of them had different leadership styles. Секоја од нив има различен лидерски стил во смисла на комуницирање. Многу од амбасадорките со кои зборував преферираат тимска работа наместо надпревар. Повеќето држави кои постигнаа подобри резултати во справувањето со пандемијата се предводени од жени. Тоа покажува како лидерството базирано на соработка им оди во корист на сите. Таа вели дека од секоја од овие жени научила по нешто, а најважното е да не се откажува. Има и порака до мажите. Learn how to be an ally. Научите како да бидете сојузник. Кога сте на маса со жени од различни држави, етничко и верско потекло, истакнете го нивниот глас. Не е потребно само да бидат присутни, туку и да ги поддржите. Незината книга е инспирација и за музичка листа со песни за жени на сајтот Spotify.